И веднаш по Јасака Македонија, добре ни дојдовте во магазин. Денеска ги пречекуваме етнокореолозите, како што можевте да видите и од промо најавата, Виктор Крстевски и Денис Инадиновски, кои што ни ги откриваат деталите за предстојниот семинар во Куманово. Зборуваме за традицијата, фолклорот, народните инструменти и сите предавачи и теми кои што ќе бидат опфатени на овој настан, па затоа останете со нас. Мене ми останува да ви посакам топло добре дојден и на двајцата. Добро ја најдовме. Благодариме. Благодариме Елена на тебе, благодариме на тимот на Сител телевизија за поканата и се надеваме за една понатомошна соработка. Така е, со Виктор веќе се знаеме, беше гостин како гајдаџија тогаш, сега како етнокореолог во една слична, но малку поинаква улога. Па кажете ми како течат подготовките за овој настан, семинар во Куманово? Така, четврта година поред, Центарот за култура Трајко Прокопиево Куманово организира семинар за традиционална музика и игра. Годинешната тема е глобалното кај локалното. Малце да се навратиме изминатите години, кога го формиравме семинарот, се водевме со една мисла. Доколку локалната традиција не ја познаваме, нема да знаеме глобални знаења, нема да ги знаеме глобалните. Така да годинава се таа мисла ја заокруживме, затоа се наслови семинарот глобалното кај локалното. Денешниот ден, денеска започнуваме во 18 часот во фајето на Центарот за култура. Денешниот ден е посветен на една дебата. Поради големиот обем на работа и поради големиот број на предавачи, годинава решивме да се водиме на дискусија и на дебата. Претходните години се базиравме на тоа да биде класична презентација на PowerPoint презентација. Меѓутоа годинава сакаме да пристапиме многу поблиску до публиката и до семинаристите, односно дебатот и дискусијата ќе ја водам јас како модератор, нели? Заедно со поставени прашања на моите предавачи, на моите колеги, но исто така ќе посветиме многу време на публиката. Дури публиката ќе ја прашуваме кои се нивните мислења за традицијата и какви мисли, какви критики може да ни кажат, за да нели заедно да успееме да зачуваме таа традиција. Бидејќи во денешно време доста од културните уметнички друштва имаат проблеми во самото нивно функционирање и затоа сакаме со овој семинар повеќе да пристапиме кон нив за да ги видиме нивните проблеми, а ние како предавачи да им помогнеме нели за зачување на традицијата. Така, тука е целта да се доближи и до младите, односно да се спои традицијата со модерното. Колку има интерес последниве години, бидејќи не е прв нели ваков семинар, овој четврти поред. Така. Па колку се зголемува? Така, во самите почетоци кога почнуваше да се организира семинарот, првиот јас бев скептикот, токму баш поради таа посетеност. Искрено кажано, првиот семинар кој се одржа пред 4 години, семинаристи имавме 6 луѓе. Меѓутоа не ни беше тоа некоја работа да кажеме што треба да се баталиме, да не го продолжуваме семинарот. Од година за година посетеноста е поактивна и поголема. Секако семинарот е од отворен тип, нормално наменете за игрорците, наменете за уметничките раководители на друштвата, наменете за кореографите. Меѓутоа од отворен тип е и секој може да го посети и да ги слуша двата дена за предавање и за практика. Така, секој предавачки има различни теми. Така, да. Јас годинава ќе зборувам за проблематиките кои што се среќаваат во културно-уметничките друштва. Ќе зборувам малце за тие бариери, да ги исклучиме веќе, као сакам да кажам дека синонимот дека бардето е емболијата, дека закачени носи на закачалка на сцена, дека не треба тоа да се дешава. Зборувам само за оние кои што сакаат да се занимаваат професионално со оваа струка, со оваа наука. А зошто? Не е тоа веќе? Сметам дека трендовите треба да ги следиме. Мислам дека надвор од границите на нашата држава, значи има многу добри културно-уметнички друштва, има многу добри државни ансамбли кои што веќе модернизацијата премногу наблегува. Они ја зачувуваат традицијата, ја негуваат, меѓутоа нели може да се тргнат тие бариери, да се сватиме дека бардето и емболијата не ни се пред се. Традицијата може само со еден бел сноп да се постави на сцена и тоа да изгледа вау, да изгледа светски. Јас ќе говорам околу тие проблематики, ќе говорам за поврзаноста институциите поврзани со традицијата, односно центрите за култура, како ние како етнокореолози низ целата држава сме поврзани и ќе говорам повеќе за традиционалните ора. Имаме колегата Бојан Петковски, повеќе ќе зборува за обредната традиција. Неговата главна тема ќе биде тоа како да се постави еден обред на сцена, бидејќи имаме неколку случаи каде што културно-уметничките друштва поставуваат традиција со многу минимални работи.
кога станува збор за некаков сјобред, мораме многу да гледаме за обредната ноќ, за обредните реквизити. Сега години назад се што е поставено како обред, се е тоа минимализирано, све е тоа исфрлено и само се некои песни поставени, некои обредни ора. Обредната традиција е негова, да кажем, најголема карика, затоа он ќе говори за обредната традиција и за тоа како да се постави обред. Од различни краишта ќе од различни краишта, да. Цела Македонија? Од цела Македонија имаме неколку поточки за разговор. Колешката Симона Спасова ќе збори за етномузикологијата повеќе, односно ќе од сите 4 страни, да кажем исток, запад, север, југ, ќе говориме за познатите пејачки групи, како што ни се браќата Стојанови од Источна Македонија, од северниот дел триото Кучковки, од Западна Македонија ќе се збори за браќата Гавровци и ќе се зборува за групата Костурчанки од Егејска Македонија. Значи, формирањето на групите, текот на работата, зашто се затвориле, зашто никој не ги продолжил да се одржуваат младите, пошто ние сепак сме тука дојдени за младите. Виктор Крстевски ќе ни каже повеќе за неговата тема за обработка и тука и сега која имаме етнологот Дијана Настовска, која што ќе говори за празникот 40 кој што се одржува во градот Штип и ќе зборува за мартинките кои што се заштита под УНЕСКО. Така да имаме многу тема за разговор. Сметам дека ќе малце не е еден ден, меѓутоа ќе се склопиме, ќе успееме да се склопиме во еден ден да испрезентираме, односно да дебатираме. Така, а утре? Утрешниот ден станува збор, утрешниот збор станува за практика. Да, утрешниот ден станува збор за практика, односно ќе ги работиме најкарактеристичните ора, исто пак од сите 4 страни на Македонија. Ги обработуваме тешкото од Западна Македонија, го обработуваме од северното игрорно подрачје Поступано и Ситна Лиса. Од источното игрорно подрачје ќе обработуваме Копачката, како што исто она е заштитена под УНЕСКО, и од јужниот дел на Македонија ќе го обработиме Орото Беранче. Ќе се работи сценски движења, ќе се работи како уметниците, младите уметници да се однесуваат со сцената, како да засакат сцената, како да засакат публиката. Едноставно во најкратко како да се сакат професијата. Значи, она се што глобалните работи како влијаат на малите. Тоа ќе биде за вториот ден. Така, а Виктор, може повеќе од прва рака да ни кажеш околу твоите теми, односно народните инструменти. Зашто поточно ќе зборуваш? Точно. Мојата тема е чување и зачувување на народните инструменти и како тоа на младите да му наметниме да ги засакат традиционалните инструменти. Сега има заинтересираност кај младите, но ние мора да го продолжиме тоа и да го зачуваме за и во иднина да има заинтересираност кај младите за народните инструменти. Тоа би го направиле ние доколку ги презентираме традиционалните инструменти, доколку ние ги свириме сами народните инструменти и сметам дека доколку се вметни во образование традиционалните инструменти, доколку се вметнат во образование, тоа би било голем плюс и се поголема заинтересираност има кај младите за учење и за изработка на традиционални инструменти, пошто и изработувачи на традиционални инструменти се возрастни луѓе и имаат многу малку наследници кои ги изработуваат тие инструменти. Исто така, за зачувување на традиционалните инструменти, мислам дека треба да се прават и организираат работилници во основни и средни училишта и да се прават етнокампови. Каде што ние како изведувачи на традиционални инструменти ќе му дозволиме на децата да бидат многу поблиску до инструментите, да ги видат како се свири, како се работи, да пробат да свират на инструментите, што можеме ние да му поможиме и да има изработувач заедно со нас, изведувач и изработувач на инструменти. Каде што децата точно ќе знаат со што се среќаваат со инструментите. Така, дали веќе сега во средните училишта има интерес или има такви предмети, има изучување на тие инструменти на дел од нив, дали барем во средните музички училишта? Може да се изучува. Во Балетскиот центар во Скопје има насока за традиционална музика и игра и сега во најновата информација што е дека се отвара иста таква насока за традиционална музика и игра и во Битола. Така да има заинтересираност со оглед на тоа што се отвара нова насока. Што е позитивно, што е позитивно, да. Сакам тука да се надоврзам на Виктор, тоа значи дека ние како етнокоралози, значи агресивно работиме, условно кажано агресивно, нели? Работиме на традиција
традицијата и затоа ова расширеност на науката е од многу големо значење. Токму затоа ги организираме и ние овие стручни семинари. Бидејќи без овие семинари ние нема да можеме. Мислам, не само семинарите, ние имаме секако образовни институции, имаме балетскиот училишен центар, ги имаме музичките академии во Скопје и во Штип. Во Штип нели се изучува и таму се изучува и науката етнокореологија. Имаме ние образовни институции, но мора да постојат и вакви етнокампови, како што кажа Виктор, семинари, работилници, било какви. Има луѓе кои што се заинтересирани, меѓутоа професионално ако сакаат да се занимаваат со ова, мора да ги посетуваат ваквите настани. Така, вие претходно како што споменавте, имавте работилници и изминативе години, нели, изминативе 3 години, ова е сега 4-ти ваков семинар во Куманово, а етнокамповите имате план како би изгледале, каде би се одржувале? Тоа е тема за размислување. Сметам дека ние ќе се држиме за ваков тип на едукација, бидејќи секој етнокореолог, не само етнокореолог, него секој уметник различно нели функционира. И јас лично се одлучив за ваков пристап, за ваква едукативна работа, меѓутоа не е лошо нели и другите колеги, и другите уметници да размислат и за вакво нешто, за етнокамп. Бидејќи кај нас во Македонија тоа не постои, за разлика од Србија, во Бугарија таму веќе премногу е разработен тој тип на етнокампови, да. Така, добро, значи ете некоја позитивна промена може да се види кај нас доколку се имплементира, како што кажа во странство, ако веќе се случува, зошто да не и кај нас, односно да се работи? Само треба работа. Јас секој што го зборам. И најважно од се е процесот. Бидејќи сега се ставам, лично зборам за себе. Организирам семинар, значи семинарот секако ќе се организира. Многу е битен процесот. Значи многу е битен процесот, како треба да се почне, што треба да се направи, што треба да се каже, што не треба да се каже, значи треба само да се верува на процесот. Ако вие имате доверба и верба во процесот, нели настанот ќе биде одржан и тоа ќе биде се подред што се вели. А имате ли поддршка и од страна од други културни институции? Има ли некој кој што тука помага, ви дава ветер во грб, ве поддржува да се реализира сето ова што го правите, бидејќи сепак? Семинарот за традиционална музика и игра е поддржан од Министерството за култура и туризам, како препознаен како проект од национален интерес за оваа година, за 2025 година. Секако и претходните години беше поддршка Министерството. Организацијата е секако под Центарот за култура Трајко Прокопиев. Идејното решение јас како етнокореолог го донесувам. Од страна секако нели општините финансираат, не само во Куманово, нели и во другите центри, во другите градови, значи ја имаме доволно поддршката. Сега зборам околу финансискиот дел е големата работа ја завршува нели Министерството за култура и туризам. Останатите делови на пример за за маечки, сега зборувам нели за културно-медничките друштва, за маечки, за патување на така наука, значи има поддршка и од локалната самоуправа и од било кој. Кога сме кај патувањата, баш пред емисијата зборувавме дека културните друштва некако уште од малечки кога сме биле, ни биле презентирани како добри за патување, за шетање на светот. Колку мислиш дека е добро да тоа биде некоја предност или нешто што би не натерало да се запишеме таму, да одиме да се зачлениме, или сепак други работи да бидат пресудни? Видете, фолклорот и традицијата е најголемиот амбасадор, тоа да се разбереме. Секаде каде и да отидеме, нели, значи оставаме трак и го оставаме дека тоа Македонија изобилува со пребогата традиција. Моите почетоци во културно-митничко друштво беа со зборовите запиши се негрорна, ќе го прошеташ цел свет. Со тоа што од една страна гледано тоа е во ред. Значи за секое дете тоа да отиде во некоја друга држава, тоа е сосема нели во ред. Меѓутоа за луѓе кои што сакаат да се занимаваат професионално, сум многу против тоа. Ова е моје лично мислење, не мора да значи дека така треба да е. Сметам дека не треба науката да ја гледаат како хоби. Бидејќи науката етнокореологија не е хоби. Ако сакаме професионално, мораме да ги разграничиме тие бариери, дека не е финтата да се седне во автобус, да се седне на последните 5 седишта, да се свири некоја гитара и да се отиде. Бидејќи во денешно време делумно така се размислува. Асоциација и синонимот за фолклор и за игрорна е тоа да се прошета цел свет, во автобус да се прават глупости условно кажано, да се посети некој си таму фестивал кој што нема да имаме фидбек никаков. Ме разбирате во тој смисол. Меѓутоа, како што кажа, значи ако сакаме ние како хоби да го гледаме, во ред нека
биде така како што е. Меѓутоа јас сметам дека тие бариери малце треба да се поместат и затоа за семинарот кажуваме поинаков пристап, бидејќи ние сме дипломирани етнокорелози, ние сме стручни лица и ние затоа кажуваме дека поинаков пристап ние имаме спрема науката и спрема традицијата. Да, кога е работа, а Точно, кога е дружење. Така. Има време за све. Спомна дека кога е наука. Виктор, од кои пак причини ти започна со ова да се занимаваш? Што е она што тебе те натера во овие водите? Љубовта кон традиционалните ора најпрво. Прво ората па инструментите беа? Прво ората па инструментите, да. Игрорец сум веќе 13 години во Кудилинен во Битола, исто така потоа нели продолжувам на студии во Штип. На музичката академија. Па потоа сум член на ансамблот Македонија, каде што се запознавам со сите мои колеги кои денес соработуваме. Така, таму се видовте со Дени за прв пат? Таму се запознавме со Дени и со останатите колеги. И исто така и во Штип започнувам изучување традиционални инструменти кои денес ми значат многу. Како традиционалните инструменти, така и традиционалното пеење и традиционалните ора. Гајдата ти беше прва љубов? Гајдата ми беше прва љубов, потоа и се останато. И зурла, и тамбура, и тапан. Да, кои се инструменти баш? Ке те прашав што е она што се знаеш да свириш? Знам да свирам гајда, тамбура, зурла и тапан. Така? Да. Да. Тие се Имаш ли традиционални. можеби желба за уште нешто? Дали би сакал уште некои инструменти да научиш? Да. Бидејќи вообичаено тие што се на народни инструменти некако прво почнуваат со едно, па второ, трето и затоа ме интересираше колку инструменти се на број. Да, би сакал да научам да свирам уште кавал од традиционалните инструменти. И што во глобала би го затворил кругот на тие комплицирани, да кажем, традиционални инструменти. И тоа би ми било едно достигнување од многуте што сакам да ги достигнам. Така, соработуваш ли сега и со други музичари, бидејќи знам дека и со пејачи, инструменталисти, со повеќе од нашата естрада имаш соработувано? Соработувам, нели како што кажавме пред 2 години Да. бев во Австралија. Тогаш беше со Сузана Гавазова, Со нели? Сузана Гавазова и Борче Наумовски. А и Борче Наумовски, така. Да, после тоа сум на домашната сцена, повеќе локално, како нели што кажавме, повеќе низ Битола и околу Битола. Така, имаш ли желби повторно за некоја турнеја надвор од Македонија? Има ли такви планови со другите музичари? Планови сега за сега нема, желби секако дека има. Како за Секако има. Европа, така и надвор од Европа. Да, Дени, каде си патувал ти? Ете веќе кога ги спомнавме тие патешествија и Така, каде си ја представувал Македонија? Така, ќе издвојам само една турнеја, тоа е турнејата во Јапонија. 2013 година, кога во 2012 фактички се формираше ансамблот Македонија и првата концертна турнеја беше во Јапонија. Сум бил низ цела Европа, меѓутоа сакам да кажам дека Јапонија ми остави едно најголем печаток ми остави. Работевме таму, концертиравме таму, одржувавме вакви работилници, вакви семинари. Преку 40 дена бевме таму, секој втор ден имаше концерт, значи беше тоа една премногу активна и премногу добра турнеја. Има ли разлика ето од таа култура во смисла колку тие влијаат на зачувувањето, колку тие вложуваат во зачувување на традицијата, на фолклорот, културата? Можам слободно да кажам дека понекогаш и ние самите луѓе си наштетуваме на себе. Такви неколку случаеви имаме каде што самите ние некои етнички предели не ги почитуваме доволно. И доаѓаме до моментот каде што соседите, да кажеме сега Србија, Бугарија, си ги присвојуваат некои етнички предели за себе. Меѓутоа тие се наши етнички предели. Сакам да се надоврзам на тоа дека во поголем случај другите повеќе почитуваат традицијата отколку ние самите, што тоа не треба да биде. Треба ние многу поагресивно да работиме како младински активизам, зборувам, да работиме за чувување на традицијата, бидејќи не е во ред нели да секој си ги зима од нашето поднебје. Бидејќи како што кажав, нашата држава значи има преголема богата традиција. Меѓутоа треба малце поактивно, поагресивно, постручно да се работи за да ја зачуваме. Да, кога историјата во прашање некако има нејасни граници за некои има работи, нејасни, сите нели струки се поврзани со етнокорологијата, со етнологија, историја, археологија, све е тоа поврзано, меѓутоа ако видете, знаете како,
Премногу мал број сме во државата, како уметници, како научници. Мислам дека треба сите заедно убаво да се држиме и така само би успеале за понатака да ја зачуваме традицијата, да ја одржуваме жива, да ја презентираме на сцена. Така да треба малце повеќе да се работи. Дали на овие работилници за иднина, да речеме, имате желба да вметнете и некои нови луѓе од различни струки или да ви се придружат, да кажеме, и пејачи на народна музика, музичари, уметници кои што изработуваат некои или изработки кои што личат на народни ракотворби? Моментално работам на новото идејно решение што ќе се одржува за следната година, за 2026. Во план е да се направи институционално, значи да се викнат колеги од институциите, да видиме нивните размислувања, нивните критики, нивните дебати, да ги видиме, меѓутоа може да се размислува да се направи семинарот веќе интернационален. Може да се поканат гости од Србија, може да се поканат гости од Бугарија, така да има уште доста време, меѓутоа се работи на таков тип, значи институционално, поврзаност институционална и да видиме со интернационалните како ќе функционираме. Така, сега бидејќи ти си дел од Трајко Прокопиев, нели, во Куманово, како соработуваат културните друштва? Има ли интерес и за во други градови да се случуваат вакви работилници од овој тип? Така, да. Културно-уметничките друштва во Куманово се премногу заинтересирани. Во склоп на Центарот за култура функционира детско-младинскиот фолклорен ансамбл Срма, каде што ни се редовни посетители на семинарот. Исто така за голема пофалба ќе дадам до културно-уметничкото друштво Панче Пешев, кое што од ланската година па се до ден денес активно работиме, активно соработуваме, зборувам за Центарот за култура, нели? Што се однесува за тоа за да направиме мини турнеја или на семинарот, ланската година бевме во градот Кратово во Домот на културата, таму го одржавме предавањето, така да се надевам дека за годинава ќе направиме исто таква некоја си мини турнеја, да отидеме во другите центри за култура и другите домови на култура да го испрезентираме овој семинар. Па да, тоа и мислев, нели, бидејќи се сепак засебно сите центри за култура, нели, во различни градови, колку има меѓу нив комуникација, сплотеност, да сакаат, нели, заедно да работат на зачувување. Сакаат да работат, бидејќи така ги бираме ние и темите. Например, поланската година ни беше темата шопци и которци, така да тука одма Кратово се јави како прв да не угости, бидејќи нели таму се повеќе шопци. Така и ги бираме темите на семинарите. Малце да допре до младото население, но малце да допре нели до повозрастното население. Така ги бираме темите за да нели имаме поуспешна презентација на самата работилница или на самиот семинар. Така, ќе бидат од отворен тип семинарите, нели може било кој да дојде да се пријави. Може да дојде, така. Денеска почнуваме во фоајето на Центарот за култура во 18 часот. Ги повикувам сите кои што се заинтересирани, сите раководители на културно-уметнички друштва, кореографи, играорци. И утре започнуваме исто во 18 часот во големата сала на Центарот за култура, односно практичниот дел. Така, Виктор, кога во Битола? Размислувате ли за некоја работилница таму, во твојот крај? Размислуваме, но треба сериозно да се размисли, да се донесат добри решенија за од наредната година, 2026. И во Битола имаме доволно стручен кадар за да се размисли вакво нешто и да организираме ваков етнокамп или работилници. Така, верувам дека и за таму ќе има што да се испрезентира и да се зборува. Односно, семинарот во Куманово е толку инспириран од Битола, бидејќи во Битола го имаме интернационалниот фестивал Илинденски денови. Во склоп на тој фестивал се организира веќе 15 години семинар за традиционална музика и игра, каде што јас таму сум бил активен член, дури сум бил и предавач. Тој семинар таму веќе многу поглобално работи. А затоа мојата идеја беше така да во Куманово и таа источна Македонија да ја опфатиме како полокално, така да инспирација за почеток на овој семинар е токму градот Битола и токму фестивалот Илинденски денови, каде што во последните неколку години веќе почнува да изгледа светски, да донесува многу добри групи, да донесуваат многу добри идејни решенија за традиционалната култура. Значи сепак треба време, како што кажа ти, битен е процесот и да нешто се разработи и да стане популарно, можеби познато или попосетено. Точно. Затоа и како што кажа и во Битола е
Тоа е после подолго време, веќе сега и разработено и посетено. Так. Ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека и публиката уживаше во овој разговор, бидејќи многу нови теми откривме, раскажавме и секако најавивте она што е битно и актуелно за овие денови. Благодарим и на вас. Ви благодариме вас. Па да се видиме повторно, а ние продолжуваме со Света земја од Сузана Гавазова. Уживајте.